Учениците од штипските основни училишта заедно со наставниот кадар денес беа дел од работилницата од кампањата Крени глас против врсничко насилство. Психологот Деспина Стојановска истакна дека целта на кампањата е децата да се изградат во добри луѓе со високи вредности и општество во кое ќе може да се живее убаво, здрав, среќен и успешен. Стојановска истакна дека преку ваквите работилници со учениците имаат интерактивни работилници во кои се вклучени со своите идеи, но и примери низ кои тие лично минуваат. Насоките се да ги градат јаките вредности и јаките снаги во нивната личност. Сега се во процес во адолесценција кога интензивно се соочуваат со разни случаи и доживувања, како да изградат еден систем на вредности кој што ќе понуди и за нив, меѓутоа и за општеството еден убав квалитет на живот. Насоките се претежно во тоа да ги препознаваат вистинските вредности во рамки на другарство, соработка. Многу зборуваме за емпатија и за тоа како да се помогне кога некој се наоѓа во некаква неволја. Наспроти сите оние однесувања кои за жал ги гледаме често, а тоа е да на штета на другиот некое детенце се истакне себе си преку негативна спрега на однесување. Кампањата Крени глас против врсничко насилство е почната од октомври лани. Според психологот Стојановска радува фактот што децата ја препознаваат кампањата, а сајтот е се повеќе посетуван, каде се даваат насоки за тоа што значи да се биде добар човек, но и како да се спречи врсничкото насилство. Директни показатели се уште немаме, бидејќи не сме правеле ниту истражувања во тој правец, меѓутоа многу често добивам повратна информација од училишните персонали. До сега околу 6500 деца ја поминаа работилницата, дека остава еден интерес кај децата, дека отвора некои нови начини на размислување и навидување. Не можам да кажам дека врсничкото насилство е намалено, меѓутоа можам да кажам дека мотивирани се психолозите, педагозите во училиштата активно да работат на надминување на истото. Во рамките на кампањата Крени глас против врсничко насилство, сите училишта кои се вклучени во кампањата добиваат и материјали за работа со учениците во текот на целата година, кои ќе може да се реализираат. А секое дете ќе помине и 4 различни работилници за да може преку различни аспекти да се посвети внимание на темата против врсничкото насилство. Психологот Стојановска очекува и се надева дека по завршувањето на циклусот од 4 работилници ќе има променета слика од онаа што досега го гледаме. Инаку учениците од штипските училишта денес отворено говореа за булингот и според стручната фила добро е што го препознаваат меѓуврсничкото насилство и им треба охрабрување да го пријават кај родителите, наставниците и психолозите.